Во последните 3 учебни години просечно се пријавуваат по околу 50 случаи на врсничко насилство годишно во училиштата. Тоа покажува дека обемот на насилството не расте, но расте бруталноста, порача министерката за образование и наука Весна Јаневска на панел дискусијата за меѓуврсничко насилство и вандализам во Охрид во пресрет на Меѓународниот ден на младите 12 август. Вели превентивните мерки мора веднаш да се преземат. Во ходниците, тоа е една добра пракса која во наше време ја имаше, ваше време, се тоа е едно време, добрите пракси се добри во секое време, кога наставниците по одморите беа заедно со учениците и во дворовите заедно со учениците. Побаравме од училиштата во својата годишна програма обавезно да стават програма за превенција од насилие. Предвидовме казна за родителите на децата насилници, ке ги наречам, иако децата можеби не можат по душа да бидат насилници, но научиле да бидат такво нешто и тој закон во моментот е во собрание и го очекуваме да биде изгласан што е можно побрзо. Последните случаи во Скопје, Куманово и Штип повторно ја отворија темата за безбедноста на децата и одговорноста на институциите, но и одговорното однесување. Според шефицата на државата, потребен е заеднички пристап, навремена реакција, разговор со младите, поголема поддршка и едукација за безбедно и одговорно користење на дигиталните платформи. Мировната филозофија да ја промовираме. Зборовите да ги мериме, да се дружиме, во секого да се гледаме себе си, да реагираме соодветно кога ќе видиме ќе се соочиме со насилство. Не со насилство. Насилството раѓа насилство. Ама, како видиме ние за вас лекарите? Понекогаш со збор лекувате. Булингот од соученици е меѓу најчестите форми на врсничко насилство. Во земјава 23% од младите на возраст од 13 до 15 години пријавиле дека биле малтретирани најмалку еднаш во последните неколку месеци. УНЕСКО и УНИЦЕФ предупредуваат дека насилството во училиштата има долгорочни последици и бара целосен пристап на ниво на училиште и заедница. Се очекува училиштата да добијат јасни протоколи за постапување при насилство. Министерството за образование и наука отвори електронски адреси каде може да се пријави насилството во училиштата.